Твоето срце собрано ко зрно биде, што ме води и ме тера се до работ. Твојата душа моите гради прави суша. Јас и пеам, па ништо не ме слуша. Чија и да си, моја не си. Во градот под Шара, мој домаќин е човекот без чиј хит не може да помине ниту една веселба. На мој огромно задоволство денес се дружам со Ивуш Ибраимовски. Овој град во ноќите плаче со мене. Каде ли си ти? Со кого си? Тетово е допир меѓу истокот и западот. Арабеска од стилови, шаренило од култури. Басма во 1000 бои и Шехерезада од 1000 приказни. Овој град на розите, кои овде цутат покасно заради свежината на Шарпланина, меѓу сите чудеси си има и песна која ја пее цела Македонија. Од сите бои на Полок, Шара и Аладжа, нашата приказна почнува со црвена. Можевме, а среќа немавме да се земене. Сега е друго време, тажно е се без тебе, што ти греши в животе. Дојди барем да се видиме, как волат песните, што ги певме. За мене ти си цвеќе, не можам душо веќе сам. Овде сме за да раскажеме приказна за вашиот роден град, да раскажеме вашата приказна, но мора да разрешиме една дилема. Како тоа песна која што не ви се допаднала вам, стана хит без кој што не поминува ниту една веселба, ама тоа ќе го оставиме за подоцна малку. Да. Ми рековте да се најдеме на градскиот площад. Предпоставам дека ова е, нели, ова е центарот на Тетово и овде се случуваат буквално сите работи. И розата се случи таму. Зошто треба да се сака Тетово и зошто вие го сакате Тетово? Јас тето си ќе кажам, сакал не ичел, ја морам да го сакам Тетово. Штом сум роден тука, штом сите мои убави работи сум ги доживеал во Тетово, нормално и да го сакам Тетово. Како беше, ка Тето нема друго? Ка Тетово нема нигде. Нема нигде. Добро, ќе го запаметам сега вака. Рековте дека овде сте роден. Да. Мора да почнеме сега од најраното детство. Да. Какво дете беше Ибуш? Малку бев понемирен во фамилијата. Јас сум ние сме 5 браќа, имам 20 постари, 20 помлади од мене. Јас бев малку многу го сакав спортот, бев добар голман, кошарка играв убаво. Меѓутоа и кон музиката имав многу ми лежеше музиката, па во школа додека учев осмолетка. Во оркестарот не ми даваја да пеем, пеја други. На пеем убаво. Сега што? Ајде, ќе му дадеме контрабас. Ми дадо контрабас, ми дадо скачам горе столче едно. И Ѓон вака еден ми направија да можам да свирам прстињата, ми бија многу малечки. И не дојде, се разболи или не дојде една наша школска другарка. И што да правим, мора да се пее. Ај буш да пееш. И јас се отидов и запеав тогаш дури италијанска песна. Многу ги сакав италијанска, од татко ми го наследив. Запеав, награда, доби школата, после тоа имаше друштво, едно уметничко друштво Паралимпија од Тетово. Па и со нив одев по време, пеев некои стварчиња низ Македонија, низ Југославија, па нешто. Така да, тоа беа тие детски денови
млад до така во школа, после тоа веќе после гимназија. Сега бидејќи нели од раното детство, младоста се бавеле со музика, претпоставам дека сте биле интересни како лик и за девојките и за луѓето. Сега ако е ова центарот, според некоја логика би требало тука да било корзото. Вака ќе ви кажам. Ајде. Тоа е таму хотел Македонија. Добро. Викаше се Алира кој вика. Тој дел надоле. Тоа беше корзо одење вака во колони. Машко, женско. А после тоа, откако тоа малку го растурија, овој дел овде беше шеталишќето горе. И тука си ја запознав баш мојата жена, она скопјанка, иначе тука дојде, тука кај тетка своја, сакаше медицина, остана во гимназија и така се запознавме и тука баш ја запознав и неја. Значи, на вистинско место сме се нашли ние. Да. Овде сум пеел, па и тука, секакви случувања што беа. Нема каде што не сум пеел и на покривот на хотелот. Горе сум, кога влезе Тетекс во втора лига, и таму пеев. Значи, модни ревии на Тетекс. Така, значи, сето тоа јас го пројдов. Значи, ништо не поминуваше без музиката на Ивуш, така? Порам немаше пејачи, тоа бе тоа. Сега, ајде да се вратиме малку на моментот контрабасот остана во сенка, Да. дојде пеењето, а тука се роди веројатно и љубовта и кон гитарата, така? Да, гитарата. Брат ми свиреше гитара, најстариот, и јас имав многу мерак. И додека бев во школа со контрабасот, сите имаа гитари, другарите мои. Јас не потекнувам од богато семејство нормално, ама они имаа своји гитари. Јас чезнев за гитара. Ја гледам и они одат, ај пауза малку, вика професорот, и јас ќе отргнам контрабасот, ќе земам гитарата и почнувам да свирам. И шпански научив да свирам. И доаѓа професорот, покрај Мето, француски педагог, музика многу добро знаеше и само влезе на те, ја оставам гитарата. Вика, Манго! Вака ме викаше. Свири понатака, што доаѓа тој. Стево, дојди вамо, што е? Ај свири го ти ова, а они цело време се гитара. Зема, не може да свири. А ја го свирам. Тоа е љубовта кон гитарата и кон музиката. Беше во мене. Значи, прва матична група. Тетекси. После Тетекси, Шоу К13 се викаш уште една група и со нив свирев. А најјаката група, што најквалитетната група која што имаме добиено и есена награда на Македонија од Марио Липшев, покрај признанието, он беше председател тогаш, Шутевски ми потпиша тоа. Од тогаш, значи, најјаката група беа они, а Тетекси првата група со која што почнав, тука имав многу свирки тука на площадот и по широкот. Секаде одевме, нашата финансија се Тетекс. Фабриката имавме најдобри инструменти тогаш. После кога предов во групата, дадов на групата име Амор, Ампек појачело и Оранж, моето појачело. И после случајно Амор, Бог на љубовта, и после нешто случајно прочитав. Обратно, викам, овде пише Рома, викам. Значи и Рома може да биде. Аман, вика, послушате, вика, аман више од егејци и цигани, вика, ама во групата па има и егејци и цигани. Ова, вика, ми имало нешто одговара. И така. Се сеќавате ли на она чувство кое што ви се роди во вас кога го имавте првиот настап? Да ви кажам, сите беа изненадени, јас ја пеев исто италијанска песна од Калисија Албано, Ласиев. Захтевна песна, многу јака песна. Отидов некако трема, што го пеев. Тоа е гимназија. Прв на гимназија и на Тетово. Имав некој чувство како во облаци. Првиот тон може би, потоа кога почнав веќе, се опуштив и отпукав песната без никаква конкуренција. Предов во Тетекси и така дојдов во групата Тетекси. Ова зборувате за првиот глас во домот на Арама. Сега Арама, тогаш JNA, така? JNA беше, да. Одиме таму, може и ќе добиете желба и да запеете. Ајде, одиме. Сега каде ме донесовте? Па тоа, викам, годиништа пројдени се луѓе. Исто е, не ова е место, не е така исто веќе. Тука имаше завеса, таму беше бината. Па ајде да застанеме на бината ние тогаш овде вака. Да.
се влегуваше од двете страни, така да тоа беше на 7 април 1969 година. Јас бев гимназијалец. Тоа во минатиот живот. Многу одамно било. Колку сум стар, знам. Не. Да, многу години се. Не, тоа се вика само имате добра меморија. Да, јас си бев гимназијалец и прв клас на гимназија и на Тетово. Јас го освоив првото место тука. Ми рековте дека сте пееле тука некоја италијанска песна од Кариси Албано. Ласије мама. Ја паметите? Уште песна? Како не? Еј, но ми capirai, oh mamma, oh mamma, so già che kai su piangerai, ma треба да викам. Аплауз, сега наградата сте ја добиле тогаш, сега само аплауз ќе ви дадам. Убави времења беа тие тогаш, така? Најубави времења така да после тоа одма ме чекаше доле менеджерот на Тетекси Дончо и седна со мене и вика ти ќе доеш кај нас. И така преидов во таа група и почна моето. Низ Тетова, уште немаше во Тетово пејачи да кажеме некој да пее. И кога искачав низ Тетова да прошетам и на нека гимназија, само ќе рече, го пејачот. Значи, немаше пејачи, како Битлси што се појавија прв пат, така и за мене беше. Така и во Тетово, главен. Да, и групата, Тетекси, да. Во реков јас преска, девојките тука корзото главни сте биле. Да, бога ми. Да можете да го вратите времето, дали би го оделе истиот пат или може би ќе изигравте поинаку? Јас би го одел истиот пат, само едно би изиграл, сега ќе го кажам баш брзо. Мене ме зедоа, од Шапка директно ме однесо во Загреб, југото. Зденко Рујнич, Реймонд Рујич. Тогаш беа Здравко Чорич, Зденка Ковачичек, Далибор Брун, Душко Локин. До Топиш тие беа тука и Томислав Ивчич. И јас отидов таму, ме викнеа за да пеам. И јас што направив тогаш? Прокоцкав голема шанса во животот. Девојката моја која ја запознав пред година-две, дојдов во Тетово со друштвото Парипе да одам да пеам во Дебар концерт. И јас побегнав од Загреб, од југото директно. Тоа ми беше најголемата грешка, иначе ја бев на врвот. Ама девојката сега ви е сопруга, се за љубов, нели? Затоа и не би сменив ништо. Ништо, сега ќе поздравиме сопругата и ќе ја кажеме дека треба многу да ве чува. Ме чува Бога, чува. Зачува ме чува, не можам да кажам не. Добро, добри сме, имаме разбирање, долго време сме заедно, веќе скоро 47 години сме ние во брак, а 4 години предбрачен живот, што значи повеќе сум со неја него сам. Значи, за кратко ќе ви биде и златната свадба? Да, за 3 години. Ништо, доаѓаме тогаш ние на гости, на првата не бевме, на оваа доаѓаме. Ќе ве поварам да знаете. Која година беше одпеана на фестивал? 96-та или 97-ма? 97-ма, мислам. Така. Значи, ја одпеавте и тоа прв пат ви беше понудена, ја одбивте. Беше понудена на двајца ваши колеги. За ваша среќа тие одбија, па песната некако се најде повторно кај вас и ја одпеавте на фестивал за малку ќе ви ја земеа награда, сакаа да наместат нешто. Тука беа умешни баш брат ми басистот кај нас сега не е меѓу нас, Лјупчо Цветковски, значи татко на Лазар Цветковски и на Ена Цветковска. Он многу јак музичар, многу добар пејач. Он дојде тука, чека, веќе се пребројува, гласовите нема да излезете од тука. Не ги пуштија, пребројува од пола повеќе. Пуштија да броиме? Не. Добро. Поделив со тој што... Така, делевте прво место, меѓутоа песната не заживеа, требаше буквално 15 на 16 години за да заживее. И сега не поминува ниту една веселба без Розо моја. Да, па не ми ја ставија ни во хит на годината. Ни таа, ни Мајко отвори порти и ред други ги има. Не ме ставија, ништо. После тоа влегом во хит на деценијата. Викаме, кога беше свежа, се уште не, сега после 10 години, па исто со таа песна и се обнароди, отидов во Литванија, на кошаркашкиот првенство што беше европското. И баш во спотот тие девојче од Австралија, со им ТВ, реков ќе направам спот.
направи спот и што рековте како да е тек песната почнала. Така. Потоа уште еден спот на македонска телевизија направив. Така да, меѓутоа пред тоа многу ја барја свадби секаде. Значи морам и дури текстот да го сведам, ние двајца многу можевме, а среќа немавме да се земеме, јас викам имавме да се земеме. Морам да правам така на свадби. Од несреќна во среќна да се среќна, дека има несреќа, да. А ретко кој знае дека песната всушност е вистинска приказна и дека текстописецот Огнен Неделковски Огнен, да. Всушност песната ја посветил на својата сопруга Сонја, кој што мораме да ги поздравиме во оваа прилика. Да, поздрав. Јас викам Огнен и пак Огнен, значи многу текстови имам од Огнен Неделковски во моите песни. Уште една песна напиша, среќа моја пишана, а ме погоди мене точно како за мојата жена. И секогаш кога искашам вака и кажам среќа моја пишана, текстот на мене ти е за мојата жена, он јас. Значи кој сака текст за саканата да оди кај Огнен? Огнен. Огнен мајстор за љубов Огнен. И пак Огнен, секогаш Огнен. Јас сум Манго Джери. Ако се сеќавате на групата Манго Джери, порано во летото песна тарарарам там тарарирарам. Еден хит има. Овој беше. In the summertime. И со тој хит стана број 1 во светот. Јас со една песна, тоа бас и кога бев во Австралија, искачив да пеем. Викам, ја пеем по-градски песни, не пеем тие со тапани за зурли, јас ќе пеем по-градски песни. Почнав со Роза моја, верувајте, цела, со огромна сала, многу голема во Мелбурн, сите кај мене. Плюс $100. Значи, толку ја сакаа песната таму тие луѓе, Роза моја, да не верував дека може толку да се сака песната таму. Повеќе него тука. Нека има само такви дождови од долари и од евра. Нема веќе. Па добро, ама важно е имате најскапата песна. Да. И што, одиме сега малку да прошетаме по Тетово, се разведри, гледам има сонце, дур не заврнало. Иако мислам мене ми одговара да имам вака некој со чадор да ме шета по Тетово, не е проблем. Нема проблем. Одиме да шетаме. Ајде. Ете, сега тука дојдовме гимназијата кај што учевме заедно и јас и жена ми. Нашите најубави денови од младоста. Од тука ќе однесам потоа директно во Шарената џамија да видите како е таму. Предпоставам дека е близко, тука, така? Тука одма преку патот. Само морам едно така кратко прашање. Се бегаше ли од часови? Не бев мирен и порано и во гимназијата. А иначе бев одличен ученик, во гимназијата веќе попуштив. Со музиката почнав и тоа бе веќе турбуленции појави. Петка по музичко, другите петки не се ни важи, така? Да, сигурно. Ништо, одиме кај Шарената џамија, ајде. Тетово ги има сите мали и големи работи кои времињата ги сплеле во неговото градско шаренило. Во таа убава плетка се и љубезноста, домакинлукот, интересниот тетовски дијалект, неговата амбасадорка, раноантичката тетовска менада, легендата за јунакот Тето, кој го одбранил градот од змијата и покрај другото затоа е наречен Тетово, а работи баба Текето, кој е извор на неговата универзална духовност, тетовското кале на врвот од ридот Балтепе, од каде што се вардел и мерел неговиот раст и развој. Во сиот тој градски колорит, автентична и естетски извонредна, е Шарената џамија, позната и како Пашина или Аладжа. Изградена е во 15-тиот век од миразот на двете сестри, Хуршиде и Менсуре, чие турбе се наоѓа во внатрешноста на дворот, но аналитичарите имаат повеќе тези околу датирањето. Единствена е заради колоритните шари кои ја прават жива, флорална и декоративно богата во секоја педа, но пред се заради впечатливата фасада која оддалеку потсетува на бордура од најубава ткаенина.
А надписот над влезот е вовет во незиното создавање, постоење и иднина, за која е заслужен Абдурахман Паша, кој ја возобновил по пожарот во 17 век. Од темето до подножјето, Тетово е богато со цркви, духовни храмови и мостови, кои освен што ја премостуваат пена, премостуваат вери и култури, закажуваат средби над овие чардаци над реката. Градот има душа памук, мириса на шербет и сусам, на нови ароми и индустрии. Тетово ги има најдобриот геврек, бурек и најубавото девојче со лице бело како симитче, тетовското јаболче. Ги има најубавите рози и грлото кадифено, кое е на една од нив и подари вечна песна. Ме донесовте кај едно од обележјата на Тетово, ова е шарената џамија. Да. Музеј. Од покровителство на нашата држава нормално и луѓето си вршат обредот што треба секој што си активни. Навистина делува овој објект импресивно од надвор и една од атракциите на Тетово. Што е она друго што е интересно во Тетово, што ете да речеме некој кој што ќе дојде од надвор, кој никогаш не бил нели во градот, што е на што би требало да го види? Кои се да речеме објекти или некои локалитети можеби во околината на Тетово? Има, може, ете тука шарената џамија е број 1. Таму е тоа како галерија и тој е стариот хамам тетовски. Во Тетово имаме ваму во два бреста. Тоа е стариот дел од градот, еден дел. Од тука се оди накај најстариото мало во Тетово Колтук. Одоколу ако слеземе тука малку повере, е горна чаршија во Тетово. Тоа се све такви места кај што треба да човек да види, да посети. Тука има и музеи, два мислам во горниот дел. Така, да не зборувам за Попова шапка, че ајде, чекам јас таму, што се случувало на шапка? Горе, па младоста моја таму пројде, најубавите мои денови, таму ми пројдова. Ширите ги носите заради вашиот татко, пред некоја година броевте, дојдовте до кај 50-тина, се зголеми бројот или уште се 50-тина? Па се зголеми за едно 10. А го чувате уште шеширот од таткови кој што ви беше еден од најдрагите? Ми го зеде шеширот од татко ми чичко ми. Да? Ми го зеде и мене ќе ми го дадеш, вика, мене ми е брат. Нема проблем. Чичко после. Добро, пак е во семејството, шеширот се чува, така? Да. Тоа е најважно. Тетово е густ, стилски кохезивен и индустријски развиен град. Еден репрезентативен сегмент од неговото ново урбано лице си маркантните згради на една од најпознатите градежни фирми, НБ Компани. Со одлично искуство и богато портфолио од високоградби и нискоградби, заокружени се 2 декади видлив и мерлив успех, кој гарантира врвен квалитет и препознатлив дизајн. Една таква сценична убавица е The River Residence, која стана белег на модерно Тетово. Со елегантна линија и футуристички атрибут, оваа новоградба покрај реката го привлекува вниманието како атрактивна локација за фамилиарно домување во комфорен простор. Овде големината на становите одговара на потребите за индивидуалност и сплотеност, кои се предуслов за хармонија во домот. За НБ Компани довербата се гради врз квалитетот и стандардите, кои се препознаваат и во останатите објекти. Меѓу убавите градби на брендот се индивидуалните куки, хотели, ресторани, спортски сали, буквално сите видови на архитектонски предизвик. А професионалноста и позитивната конкурентност се докажуваат со присуството во сите поголеми градови кои раснат и се обновуваат. Срцето на компанијата е неслучајно лоцирано во НБ хотелот и спа центар, кој е транзитно позициониран за одмор, релаксација и удобен престој. Тој со своите 5 звезди, освен нивото на елитен хотел, ги исполнува сите критериуми за деловна атмосфера и бизнис амбиент,
Пречекувајќи со луксус и елеганција, префинет ресторан и дел за релаксација со најмодерна опрема во теретаната која е хит во регионот. Овде нема што нема, но и обратно, компанијата нема каде што не била дарежлива и општествено одговорна во чест на градот и неговата иднина. И Буш, предлогот за бакал беше ваш, ама изненадувањето во бакал беше мое. И јас сакав тука да дојдеме. Навистина прекрасен амбиент. Мислам дека и вас ви се свиѓа. А што ми направи изненадување, тоа е друга работа. Ме изненади пријатно, многу пријатно. Амир е вашиот постар син и за оние кои што можеби не знаат, а не верувам дека такви има, особено зборувам за онаа моја генерација кои што го знаат Амир, да, од по кафулињата и свирките. Тој не е случајно поканет да ја збогати нели оваа наша дружба. Овде е затоа што вие многу одамна најавувате дует. И ќе го снимиме. И јас реков пред камера, сега мора да кажете кога конечно ќе го снимите тој дует. Значи, до сега, и јас викав дека ќе снимиме, и никако да снимиме, не се зафатив за таа работа сериозно, да речем. Онака е стари, ќе снимиме и ја баталуваме работата. Али сега он вика дека нешто ќе ветува, па да видиме. Знам дека долго време ветувам, ама... Ајде да видиме сега, кој ќе вети сега? Јас не ветувам, него јас ќе кренам одма. Он исполнува. И ќе викнам тој, вака, ќе им кажам што е работа, како треба да биде текстот. Огнен и пак огнен, би сакал огнен. И јас ги знам неговите гласовни способности, ќе ги тестираме малку подоцна, сега ветување со на здравје, нели? Малку. Сани, па... Ајде промоција да се види. Па мора да имаме промоција, сега Мастрав Муавет за тоа е тука. Колку ви е тешко кога правите нови песни? Да ви кажам, јас направив бајаги песни, направив други, јас ги испеав. Меѓутоа, многу појаки песни, позахтевни, уметнички, у било кој смисол, ги пеев и со душа ги пеев, никако да ја сузбијат Розо моја. Значи, Розо моја влезе во порите на народот. Тоа е тоа што не можем песна да дадем да ја сузбијам. Значи, Розо моја останата како вечна и мислам дека и така ќе остане. Розо моја значи е evergreen и јас мислам дека обнародена. Така, и мислам дека нема потреба повеќе да чекаме, јас би сакала да ја слушнам веднаш. Ете. Овој град во ноќите плаче со мене. Каде ли си ти? Со кого си? Дали знаеш колку љубовно сам јас во ова срце како сонце. Ние двајца многу можевме, а среќа немавме да се земеме. Сега е друго време, тажно е се без тебе, што ти сгрешив животе. Дојди барем да се видиме, пак болат песните што ги певме. За мене ти си свеќе, не можам душо веќе сам. Розо моја црвена, ти во која градина расутуваш, песно моја искрена, без љубовта не живеам, немам кому да те испеам. Розо моја. Кооперација.
привилегирана сум денес и како беше муабетот од пред малку за ова изненадување, оди и... Должам песна и Ручка. Нема Мастер потреба, да направиме. денеска се раздолживме еве со пеење. Ќе ги избришеме оние цртките од... Не, нема да ги пишем. Не ги бришеме? Не. Добро. Кога му ја соопштив идејата на Амир, бидејќи вие навистина не знаевте дека ќе дојде денес, кога му кажав, ми рече, со татко ми супер ќе се поминеш, татко ми е шампион. Сега, Амир шампион е или? Вице шампион. Вице шампион. Кажуваме сега ти пред камера, каков татко е? Каков пејача знаеме, каков татко? Да, вака, значи, он како татко, како дедо, бидејќи дедо, е без грешка. Значи, може некојаш јас да направам грешка како татко, како син, то сега од него, што секогаш коментираме, леле, Боже Господе, татко ти колку ви е посветен, колку ви е посветен на внучињава. Значи, он е сосема поинаква личност, вон, настапи, камери, он е нормален род, татко и дедо. Значи, тоа како можам да другари кажам. сме. Морам да кажам, ние сме другари. Прво сме Односот другари, нас да. ние другарски. Верувајте, другарски однос имаме. Ние соработуваме години, што нели заедно Да, сме да, пееле, да. работеле, сум учел од него. Така да првин сме другари и пријатели, а дома сме си родни. Нешто предка ве слушнав, иако мислевте дека јас се спремам овде. Па сега, тоа е, си работи ова увцево тука. Нешто ти се подготвуваше, ќе го пееш омилената. Ајде, која е моја омилена? Моја омилена е таа. Негова омилена песна. А негова песна е. Така ли? Ајде, извинете, гледаш, не сум дослушнала, ќе ти се обукав сега. Знаеш ли што ти почнеш прво? Кажи ми, кажи, барем добар ден. Кажи ми, дождот ке заврне. Кажи ми, душо, кажи било што, да ми се стопли срцево. Јас сега додека пеев, добив една идеја. Си реков, па што да правиме ние муабет? Може вие да си пеете, јас ќе ви аплаудирам цело време. Да си седи, да си Па да уживаме. си, јас ќе си уживам, вие пеете си, уживајте си. Нели, нормално, шегата на страна. Сега, ти имаш различни настапи, татко ти нормално, Да, поразлични и поинаков стил на музика. Меѓутоа, двајцата ја сакате убавата македонска песна. Да. Така сме задоени. Ние од него, нели? Од И јас и брат. татко ми, мој од прадедо му, тоа се од дедо Од дедо му, да. од мене. Значи, македонската песна, кај нас и помалиот син многу ги сака, он е класика. Пее, меѓутоа, македонската песна ја сака многу татко ми и многу сакаше да пее порано од Бадев, кажав претходно, Фросино моме, убаво, и ред други песни, поред така потешки ги пеше. Меѓу којата и јас, знаем, јас имам една песна што ја сакам многу, тоа е Блазе тебе мори Митро. Значи тешка македонска песна. Кога ќе пивнам малку повеќе во друштво, јас таа песна си ја запевам. Мислам дека можеме малку да мезнеме, да се опуштиме, да направиме, да ги скокнеме оние 3-4 здравици за да дојдеме до Митро. Митро. Малку да одмориме, па ќе продолжиме. Можеме? Може. Ти созо моја, што ме остави, зарем веднаш се запорави. Јасно е, дојде крај. Која награда е вие можеби најдрага, не знам? Најдрага ми е, со Амир ме возеше за Охрид. Одиме во Охрид и јас Интерпретација на доби, фестивал, така? да, на фестивалот одам и влегувам и ми кажа, ај буш дојдов. Викам, што? Дојдов да победам, да си земам наградата и да си одам дома. Еј, буш, абе ти си скромен? Не, сега ќе победам. Ја, вака на шала. И одам на фестивал, си пеам и правата награда, најдобра интерпретација.
Може за да пееш. Имовски. И јас ја земам наградата, а овој не доаѓа да ме слуша горе. Него си седи, кај беше тоа, кај што пееше. До тие кафичите што Кафичите. Си одмара некаде човекот. И после тоа му викам, јас завршив, доаѓам, и награда, да, и награда. Си седам, викам, кога се качуваме, одиме во град, подрумчето таму имаше музика. Добро имаше. И тука заглавуваме до Савајле. Направивме едно и дозволата му зедо, не е битно. Тоа. Ама се исплатело, нели? Сега па награда уопште за не е интерпретација, добра забава после Во фестивалот. Охрид имам, таа награда ми е најдрага, интерпретацијата за мене. Имам освоено прва награда од жири, од публика во исто од рибари верни другари. Значи секогаш му ги не качуе Копров, му ги помрцував малку рачуните. Он рачуна некој тој или овој и јас ќе земам награда. И ќе дојде, ќе ми кажеше порано, овој, кажи, Огнен Неделковски ќе да имаш награда. Ваква, таква, ова. Многу награди имам од Охридскиот фестивал освоено, од Тетовскиот имам освоено, прилично награди, како од Розома, па на така. Многу ми е драга наградата од Светници, што ја сакам многу силми, тоа е Кажи ми добар ден. Тоа е многу убава песна, значи секој што ќе ја чуе вака што се разбира повеќе во музика и вика ова ти е најубавата песна. И таа мислим дека е обнародена. Имам награда на Шутка Фест, мојата најдобра интерпретација на сите времења, кажувам отворено, со песната Иснија. Иначе текст на Огнен Неделковски исто, и таа беше, а ја напиша Григор Копров. Јас не се сеќавам која е Да. таа песна. Може да ме потсетите малку? Руска циганска, така некако лична таа. Kad čorav duharet merisnija, бизото ме нашти. Много убава песна. Ја чујам таа Митра ме интересира многу, не знам. Митра и мене ми е, не знам. Од преска ме копка некако Вака таа симпатична Митра, ми се. нели? Иако навистина јас мислам дека не ја знам таа песна. Ако ме слушат моите другари, пријатели со кои седам во кафана, сигурно ќе ме слушат, ќе им кажам. Знаат дека јас ја пеам строго таа песна што ќе пивна малку. Па сега добро, сега малце наздравивме сега дека сме до толку пивнати, не сме, треба да Боле ќе почекаме уште изведе. малку. Ако треба да почекаме уште малку, може и дека компензација не. Ќе си ја пеам, јас не е проблем. Ај баш да ја чуеме. Блазе, тебе мори, Митро, што татко си имаш, ајде, што татко си има. Ова е за тебе. Што ти е направил Сани сред село ме јана. Ајде сред село ме јана. Има уште долго. Да, овие песни се така Имаат малку поише така строфи. да. Кога ја пеевте сега, нели оваа песна, ми дојде едно прашање, која ви е омилена македонска песна? Прашувам затоа што сакам да знам како звучите кога сте дома, многу ме интересира. Сношти сакав да ти дојдам, сношти сакав да ти дојдам, на таа сладка вечера, на тоа вино црвено, а бре будало, на таја
Моја сладка вечера, на тоа вино црвено, а бребудао. Така од прилика. Сега, јас така од прилика се чувствам како да сум ви на гости кога си... Па исто. Нели така, Исто. салатичка ракиша се снимаме ние Ќе ни овде. доиш? Ке обовезно. Јас мислам дека овој ден мора да се повтори, ова дружење. Навистина се чувствувам привилегирано затоа што имам двајца супер пејачи покрај мене. Задоволството е сепак наше. Па добро стега, нели мора малку јас да ме како единствена дама на масава. Тоа е така. Види, татко ти денес се покажа како голем господин. Искрено, сега кога пеевте Ситна роса зароси, денес со чедорчето цел ден ми помагаш. Морам да Не се признам. сомневам у тоа. Олд скул е он. Да, повлекол на дедот и повлекол опасно. Да, опасно 100%. повлекол. Што е со останатите музички планови? Вака ќе ви кажам, значи прво ќе ви кажам дека вчера ми се јавија, дадов моја биографија за животно дело, сакаат да ме наградат Ромафест, како што имам животно дело од Росафест, имам како најзаслужен граѓанин од град Тетово, како уметник на град Тетово. Прв пат кажувам сега, имам еден проект кој што ќе го реализирам, мислим дека ќе го реализирам, веќе 4-5 музичари ми се стокмени, уште еден ми треба, да морам да прошетаме уште еднаш да прочештаме цела Европа, а може и подалеку ќе биде, зависи од менаџерите мои, со кои што преговарам, се договорив. Ако тоа го направиме, јас мислам дека тоа ќе ми биде она што највише сум го посакувал. Уште еднаш да го посетам целиот свет со музика која што можам да ја донесам како што треба, и менаџерката сама ми кажа, поздрав до неа, знае она сега која слуша емисијава, и буш ќе пееш руски, што се тие ромски, цигански романси, меѓутоа без Розо моја, исто го кажува она на настапите, и без едно-две, дали Зајди, дали Јано Морио. Јас сакам да презентирам мимо тоа руските што ги пеам, мимо таа музика, сакам нашата македонска музика да ја промовирам. А тоа, велам јас вака, ќе ја продолжам мисијата на Есма Реджепова. Зашто? Да, бевте големи пријатели. Она мене ме викна, јас со неја да патувам низ светот. Одев, многу убави моменти доживеав со неја и затоа викам ќе продолжам со неја. Зашто и она кога одеше, прво почнуваше со песната Моми македонки, песна да запеат, момци македонци ора да заиграт. Прво што ќе почне со таа песна. Па и јас ќе продолжам исто така. Ќе ја презентирам нашата македонска музика, има тоа другата музика. Амир, ќе се активираш малку повеќе во однос на можеби снимање песни или? Дека ќе смогнам не сили туку волја, за да се вратам на она што некогаш уживав да го правам и да почнам да снимам нешто. Јас се надевам дека со мојава покана да го изненадиме татко ти ќе те мотивирам малку повеќе да се активираш. Ќе ви се заблагодарам што бевте дел од Мастрав Муавет. Ќе завршиме со песна затоа што нели не може да е поинаку, веќе имам и замислено која ќе ја нарачам. Ќе ви се заблагодарам што без многу распрашувања рековте да, сакаме да снимаме, исто и за тебе важи, да го изненадиме татко ти, иако можеше да биде опасно. И ќе им се заблагодарам на моите пријатели Бубе Студио и Бутик Резерв. И за крај, јас искрено сакав некоја руска шансона, ама сега кога ги споменавте овие Јано Мори, Зајди, па си реков, зошто да не завршиме со една убава македонска песна? Ајде оставам на вас, бирајте, договорете се брзо. Сепак Јано Мори, јас мислам дека најубаво ја пее на свет. Да. Благодарим и на тебе, на поканата и на овој убав муавет што прв пат некој овака не стои. Ништо, Споим, наздравуваме и со песна завршуваме, така е најубаво, нели? Ајде. Секако. Јано Мори, Јано леле, Севдалино,
Moja rosna, Jano mori, detelino, aj, moja rosna, Jano mori, detelino.